ерата на Светиот Дух, кој навистина дава простување на гревовите. Дали некогаш сте се запрашале за ова прашање? Добата на Отецот била ера на Јехова Бог. Во таа ера, Бог ни го откри начинот на добивање простување на гревовите преку крвта на животните, што беше копија и сенка. Во ерата на Синот, Христос, кој стана реалност на сите саботни и празнични приноси, дојде на оваа земја и ја пролеа својата жртвена крв на крстот, отворајќи ја на тој начин ерата на спасението преку простување на гревовите и водејќи го патот кон спасението. Тогаш, кој дава простување на гревовите во последното доба на Светиот Дух, кога се вели дека тој повторпат се јавува на оние што го чекаат. Дури и во ерата на Отецот, Бог ги постави начелата, упатствата и прописите за простување на гревовите. Истото било и во ерата на Синот. Во оваа ера на Светиот Дух, Бог исто така ги поставил сите начини и принципи за простување на гревовите и го повикува целото човештво да дојде на патот на простувањето на гревовите. Затоа Јован Крстител посведочи во Јован поглавје 1, стих 29. Еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Во ерата на Синот, тој ни откри кој е изворот на простувањето на гревовите. Зар Бог не бил извор на простување на гревовите во ерата на Отецот? Никој освен Бог не може да даде простување на гревовите. Зар не сме ние ангелите кои сгрешивме на небото и беа фрлени на оваа земја? Бидејќи ние сме оние кои сгрешиле на небото и кои биле фрлени на оваа земја, можеме да видиме дека човештвото не може да се врати во вечното Царство Небесно без простување на гревовите. Без простување на гревовите, ниту нашето небесно царство, ниту моќта на воскресението да се преобразат назад во ангелскиот свет не би биле возможни. Благодатта на простувањето на гревовите е навистина огромен и зачудувачки благослов и благодат од Бога кога ќе земеме предвид дека станува бесмислено без неа. Потоа, да потврдиме преку Библијата дека никој освен Бог не може да ни даде простување на гревовите. Да го погледнеме учењето од Марко поглавје 2, стих 1. По неколку дена тој пак дојде во Капернаум и се чу дека е в куќи. Веднаш се собраа мнозина, така што и пред вратата не можеа да се сместат, а тој им го објавуваше словото. И дојдоа кај него со еден фатен, кого го носеа четворица. Па, бидејќи не можеа да се приближат до него од народот, го открија и го пробија покривот од куќата, каде што беше тој и ја спуштија постелката, на која лежеше фатениот. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на фатениот: Синко, ти се простуваат гревовите твои. Таму седеа некои од книжниците и си помислија во срцата свој: што хули овој на Бога? Кој друг може да простува гревови, освен единиот Бог? Зарем тоа не значи дека само Бог може да простува гревови? Да продолжиме со стих 8. Исус, веднаш штом дозна со својот дух дека тие така мислат во себе, им рече: зошто го помислувате тоа во срцата свој? Што е полесно да му кажам на фатениот: ти се простуваат гревовите, или да речам: дигни се, земи ја постелката своја и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, му рече на фатениот: тебе ти велам, стани, земи ја постелката своја и оди си дома. Ајде да обрнеме внимание на стих 10. Каква власт имал на земјата Синот човечки, Бог кој дојде на оваа земја во тело?
Напишано е, за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите. Затоа му рече на парализираниот човек, ти се простуваат гревовите. Потоа, не само Марко го запишал ова, туку и Матеј поглавје 9 го содржи истиот извештај. Матеј поглавје 9 стих 2. И ете, донесоа кај него еден фатен, положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече, не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Тогаш некој од книжниците си рекоа во себе, овој богохулствува. А Исус ги разбра нивните мисли и им рече, зошто мислите лошо во срцата ваши? Или, што е полесно? Да кажам, ти се простуваат гревовите твои, или да кажам, стани и оди. Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштава гревови. Низ Евангелијата, очигледно е дека тој им покажува на многу луѓе дека има овластување да простува гревови. Во ерата на Синот, Бог дојде на оваа земја во името на Исус, го отвори патот за простување на гревовите за човештвото и го воспостави патот на спасението за секој кој верува и се потпира на името на Исус. Тогаш, кој навистина ни дава простување на гревовите во ерата на Светиот Дух? Во времето на Отецот, Јехова Бог дал простување на гревовите. Во ерата на Синот, Исус Христос дал простување на гревовите. Во ерата на Светиот Дух, мораме да бидеме уверени дека Христос Ахнсхангхонг е вистинскиот Бог кој му дава простување на гревовите на човештвото.